колега Джафери, колеги пратеници, средства за јавното информирање. Често пати од оваа говорница и од други места сум бил можеби неконвенционален и сум разговарал во метафори, надевајќи се дека метафорите се продуховеност кај нас сите, бидејќи мислам дека овде седат умни луѓе, ќе сфатат место. Денес ќе се обидам да проговорам малку поконструктивно. Во духот на ребалансот ќе зборувам нешто за културата. И вие, колешке Кети, зборувате за непродуктивност. Ќе се обидам во овие 3 минути да ви објаснам нешто за непродуктивност. Како што сите знаете, впрочем, јас сум актер и театарот е под Министерството за култура. А во Министерството за култура такво сакатење јас не памтам досега. Еден од вашите колеги ми замери дека сум сакал да правам театар од говорницата овде. Сите оние колешке Кети кои се разбираат малку од театар знаат дека театарот е живот, дека театарот општи со духовни и некои нешта кои треба да знаеш и да ги разбираш. Тој е дежурен наблюдувач на сите негативни појави во општеството. И колешке Кети треба да знаете дека театарот представува уметност. Првите 2 букви не случајно од тој збор се ум. За да го разберете театарот ви треба ум. Безумни луѓе не го разбираат тоа. Далеку е од нив. Па во тој контекст сакам да ве прашам, колешке Кети, бидејќи многу сте многу сте расположени да кратите и непродуктивните трошоци да ги скратите, дали со ова кратење во културата, односно во театарот, вие им го кратите умот на луѓето или им го кратите правото на живот, бидејќи театарот е живот? Сакам да ве прашам уште нешто. Ако 4,5 милиони евра се скратени и ако сте ги сопрали изградбите на театрите во Струмица, во Прилеп, во Драмски театар овде во Скопје, Скупи, амфитеатарот, истражувањето за археолошките истражувања и така натаму, сакам да ве прашам, дали знаете вие дека во држава каде што се градат театри и каде што се инвестира во културата не може да има режим? Само во држава каде што сето тоа се крати има режим. Значи режимот сте вие, а не оние другите за кои зборувавте претходно. И во контекст на сето тоа, дел од тој режим е договорот со Бугарија, од вчера веќе јасиците кои треба да ги пренесете во Прилеп и ред други работи кои ги правите, а како параван ви служи овој ребаланс на буџетот. Благодарам.